Активистиот го сакам водно не се договориле со Македонски енергетски ресурси да го надгледуваат градењето на трасата и поставувањето на цивките, велат од граѓанската иницијатива. Оттаму го демантираат вчерашното соопштение на МЕР во кое е наведено дека градежните активности на водно за гасоводот продолжиле откако била постигната согласност со граѓанските активисти. Ние ниту сме биле контактирани, ниту сме дале согласност да бидеме дел од такви работни групи и сметаме дека тоа е одвлекување на внимание од реалните бројни постоечки нерегуларности. Го сакам водно како иницијатива бара итно запирање на градежните активности за изградба на гасоводот на водно. Горе, денеска и изминатите денови се работи со огромен број на неправилности. Од МЕР нема одговор на кои активисти мислеле во претходно упатиното соопштение и повторно во електронска форма само порачаа дека се подготвени да разговараат со граѓанските здруженија за да ги расчистат недоразбирањата. Во меѓувреме, багирите го раскопуваат водно. Активистите не веруваат во зборовите на представниците на владата дека трасата на гасоводот е намалена за 4 километри и ширината од 25 на 10 метри, обвинувајќи дека не постои никаква документација за тоа. Ќе се случува уште поголема сеча наназад кога ќе се вратат на делницата што воопшто не е ни почната кон Соње и Сопиште, значи допрва ќе се случува масакр на шумата на водно. Пак потенцираме, немаат инспекции надлежни излезено на терен за да утврдат. Градежните работи на водно за изградба на гасоводот по притисокот на граѓанските иницијативи беа стопирани на 31 август. Тогаш од владата, град Скопје и МЕР најавија дека со јавни дебати ќе се најде заедничко решение. На двете дебати одржани минатиот месец не се најде заеднички јазик. Активистите побараа да се промени трасата за изградба на гасоводот од другата страна на водно, а представниците на власта ги убедуваа дека промена на трасата не може да има и дека тие направиле многу измени во планот за градба со кои се намалува зеленилото кое ќе се сече.